Кога граѓаните ги истакнуваат приоритетите, полесно се креираат развојните програми. Вака подвлече првиот човек на Струмица, Костадин Костадинов, по одржувањето на последниот форумски процес на кој струмичани ги предложија проектите. Според градоначалникот, ако се земаат во предвид ланските предлози што ги доставија граѓаните повторно од буџетски форумски процес, истите етапно се реализираат бидејќи станува збор за проекти за чија реализација е потребно и време и средства. Како што вели, отпочнати се постапките и за градскиот пазар и за социјалната населба, но и за електрифицираниот градски превоз, проекти кои лани граѓаните ги истакнаа како приоритетни и кои треба да влезат во развојните програми на општина Струмица. Приоритетите беа постоечките развојни програми кои што ги имаме, затоа во еден момент укажав на граѓаните дека многу е важно кога станува збор за развојни програми, согласно методологија, согласно закон, мора да ги планираме на 3-годишно ниво. Станува збор за градскиот пазар, станува збор за новата социјална населба во Турско Мало, која што во моментот се реализира првата фаза, и секако станува збор за јавниот транспорт, со што Струмица ќе стане единствениот и првиот град на Балканот со имплементиран целосно електрифициран јавен превоз. На последниот одржан форум што заврши во петокот, струмичани беа дел од развојните програми на општината и ги детектираа приоритетите за идната година. Како што подвлече Костадинов, му представува задоволство што и струмичани се дел од креаторите на локалните политики. Партиципативната демократија е високо на плафонот по важност во однос на партиципативното учество при креирање на стратешки важните документи за општината, а најважниот стратешки документ за општината во една година е буџетот на општината, секако и ребалансот на буџетот, но буџетот е примарно. Затоа е толков интересот, затоа Струмица и на врвот во државата кога станува збор за партиципативната демократија. Овде мислам на сите категории на граѓани, и на повозрастните, на граѓанските организации, на помладите. Затоа имаме различни маси кои што треба да предлагаат програми кои што ќе бидат составен дел на буџетот за 2024 и очекувам дека со тоа уште повеќе јакнеме партиципативната демократија во општина Струмица. За до година, струмичани побара и интензивирање на постапката за изградба на градскиот пазар во индустриската зона спроти Агрокор, реконструкција на домовите за култура во сите населени места во општината, како и можна дизлокација на Струмин гроб, за кој што соопштија од општината ќе се отвори дебата и ќе се слушне мислењето на струмичани и стручната јавност.